Голем интерес кај општините за државната помош. Досега 66 општини поднеле 215 капитални проекти кои чекаат на финансирање. Меѓу општините кои аплицираа се најде општина Битола со 16 проекти во вредност од 4 милиони евра. Меѓу нив се најдоа изградба и реконструкција на улици во вкупна должина од над 10 километри, атмосферска и фекална канализација во должина од 2,5 километри. Во делот на спортот треба да се инвестира во нов центар за спорт и санација на стадионот од Петар Милошевски. Градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски аплицираше со проекти за изградба на кружен тек, улици, водоводни линии. Општина Чаир поднела проекти главно за реконструкција на водоводи. Градоначалникот на Газибаба меѓу другото аплицирал за нова градинка во Инџиково и нова спортска сала во училиштето во Срешево. Општина Кисела Вода планира доградба на основните училишта Кирил Пичиновиќ и Невена Георгиева Дуња. Премиерот Мицкоски истакна дека е задоволен што локалните власти се активирале и тоа не само оние градоначалници кои доаѓаат од владеачката структура, туку и оние од опозицијата. Тој очекува општините да поднесат и до 250 проекти кои треба да го подобрат животот на граѓаните. Не се само од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, таму има општини од СДСМ и од ДУИ и други општини од коалицијата Вреди, Влен или пак политичката партија Знам, независни кандидати кои што се градоначалници сега и така натаму и така натаму. Јас сум исклучително задоволен, очекувам денеска да пристигнат и други предлози, да дојдеме до 250 проекти. 250 проекти значи подобри услови за живот на стотици илјади семејства. Општина Бутел веќе поднесе неколку проекти кои треба да се финансираат од државниот буџет. Градоначалникот Дарко Костовски вели дека на овој начин повеќе од стотици илјади граѓани ќе имаат решени реални проблеми кои што се напластувале изминатите децении. На почеток на реализација е изградба на поликлиника во општина Бутел. Ќе реставрираме и ќе реконструираме 20 големи и клучни сообраќајници. До сега успеавме да изградиме 100 улици за време на 3 години, со овие 20 навистина наметнуваме динамика каква што до сега во општина Бутел не постоела, тоа отворено го тврдам. Потоа долго очекуваниот парк во населба Радишани веќе ќе биде реалност, проектот е готов. Парк од 10.000 метри квадратни на третиот влез со голем плоштад, но можеби едно од најубавите дело од тој облик на територија на градот Скопје. И градоначалничката на Скопје Данела Арсовска се обидува повторно да ги протурка истите проекти кои градскиот совет и ги одби неколку пати, а се однесуваат на набавка на 80 екоавтобуси и 15 електрични автобуси, овој пат со унгарски пари. Таа аплицираше и со проекти за реконструкција на улица Беласица, булевари, кружни текови, нови противпожарни возила. Сепак министерот за локална самоуправа Перински навести дека од овие пари не е предвидено да се поддржуваат проекти за набавка на нови возила. Рокот за поднесување барања истекува утре, пошто следи евалуација и избор на проектите кои финансиски ќе се поддржат.